Концертмајсторот на Лондонскиот симфониски оркестар и светски познатиот виолинист со црногорско потекло Роман Симович вечерва ќе настапи во Скопје со млади музичари од 30 европски земји, кои се дел од оркестарот на Институтот ФЕМС, еден од водечките центри за оркестарски снимања и музичка едукација во Европа. Концертот на Симович, кој е еден од најценетите виолинисти на денешницата и кој има настапувано на најпрестижните светски сцени, ќе се одржи во камерната сала на Македонската филхармонија со почеток од 20 часот. Пресрекни бевме кога Роман се согласи да дојде во ФЕМС институтот и да го води овој оркестарски курс, како што ние ги нарекуваме активностите поврзани во ФЕМС институтот. И кога разговаравме за тоа што би сакале тој да работи со младите музички таленти од Европа, одлучивме дека можеби најдобро ќе биде да се работи на нешто што е основа во репертоарот на секој оркестарски музичар, а тоа секако е композиторот Бетовен. Многу интересна програма за оркестарот пред се, за сите млади луѓе, но и за публиката ќе може да се слушне познатиот и прекрасен виолински концерт за виолина и оркестар од Бетовен и исто така познатата седма Бетовенова симфонија, која што одредени делови секој ќе ги препознае, бидејќи се многу често различни мотиви, различни малечки делови се користени и во различни филмови. Концертот ќе биде од хуманитарен карактер, а средствата од продадените билети ќе бидат донирани во Црвен крст во фондот за поддршка на семејствата на жртвите и повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Многу е важно да се помогне во овие тешки моменти, низ кои што нели поминуваме ние како држава, и токму затоа ФЕМС компанијата одлучи овој концерт да биде нешто со кое што тие само ќе го потврдат својот придонес и својата поврзаност и посветеност, ќе кажам, кон оваа земја. Ние се надеваме дека овој пример ќе го следат и други компании. ФЕМС компанијата е навистина многу одговорна компанија која што се обидува да направи голем импакт во локалната заедница на различен начин, значи особено во делот на музичката уметност, но еве сега и нели да се помогне на жртвите, на семејствата кои што настрадаа во трагичниот настан и пожар во Кучани. Нашата соработка со Црвениот крст трае веќе еден подолг период. Ние се обидуваме заедно со Црвениот крст да придонесеме на различни начини и да помогнеме, значи дали е тоа со некакви помали активности и донации или е вака малку поголема, меѓутоа и малку понекогаш е многу, нели секој чекор е значаен. Јас би сакала да ги поканам сите љубители на класичната музика, па дури оние кои што не се толку многу фанови и љубители на класичната музика, да дојдат утре вечер, да бидат заедно со овие прекрасни луѓе, над 30 млади уметници од цела Европа и регионот, да бидат заедно со нашиот Роман, ќе го кажам нашиот, бидејќи нели веќе кажав дека тој е чест гостин тука во Македонија, и не само да уживаат во она што ние го имаме подготвено, туку и со својата мала донација да дадат придонес кон она што е нели наша цел. Јас верувам дека сите кои што ќе бидат утре вечер тук заедно со нас ќе навистина ќе уживаат во сето она што ние еве една цела недела го подготвуваме и утре вечер ќе го презентираме. Уште еднаш покана до публиката да донира и да ужива во
во музиката на Бетовен, на оркестарот на Фемс институтот и на Роман Симович. Ние имаме и едно мало специјално дружење после концертот заедно со Роман, каде што дел од публиката ќе може да се запознае со Роман, ќе може малку да поразговара со него. Јас сум сигурна дека секој човек би имал многу прашања за еден ваков врвен уметник, за неговата уметност, па дури и за неговиот живот и различни други теми. Така што ќе биде навистина специјална вечер.